Министерот Венко Филипче на точката извештај на Државниот кризен штаб информираше дебати кои што ги водат на регионално ниво заради регионално отварање на границите внатре со сите аргументации за или против за отварањето на границите. И тој побара секако да се отвори дискусија. Ние отворивме дискусија. Се јавија министри, кажувајќи ги сите предности на отварање на границите, пред се од економски аспект за потребите на граѓаните, но секако отварајќи ги дискусиите за сите, така да ги кажам, проблематични ситуации кои што би можеле да се јават од здравствен аспект. Така да дадовме едно укажување на самиот министер за здравство од нас како раководители на одредени министерства и институции на кои аспекти треба да се внимава. На крајот министерот за здравство ќе ги доврши своите консултации со колегите од Министерството за здравство во соседните земји и во целиот регион, а Комисијата за здравство е конечно таа која што ќе даде препорака или одлука дали треба да се отварат границите, за да имаме премин на границите без ПСР тестови или со ПСР тестови, но дефинитивно секоја дебата, секоја памет повеќе не прави сите помудри, за да можеме да носиме паметни и мудри одлуки. И не би ги поделил министрите на некој за или некој против. Имаше аргументација за што треба да се внимава и што би било предност ако тоа се направи во делот на отварањето на границите. Така да ќе треба да бидеме внимателни и понатаму во двата аспекти. Едниот е здравствениот, другиот е економскиот аспект. И двата подеднакво важни, секако најважниот секогаш преовладува, тоа е здравјето на сите граѓани. Значи економските ресори се за отварање, туку здравствените ресори не. Не, па чудно е што некој пати економските ресори велат нека пати економијата понекогаш ако здравствениот ризик е поголем. Но внимавајте дека бројката, например, во целиот овој регион, Западен Балкан 18 милиони жители. Кога гледате земјината топка, сме на вистина мал регион. И ако правите паралела на бројот на заразени, не знам, 150, 200 просечно тука, соодветно по број на жители ќе земете Албанија, Србија, Бугарија, Косово, не знам, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, сите земји, ако правите една споредба и гледате дека тенденцијата на еден долг рок е иста, тогаш преовладува мислењето, окей, која има во Македонија, има и во Србија, или во Албанија, или во Косово и другите земји, или таму има, па и тука е иста бројката. Ако гледате дека има одредени скокови, првиот аларм е да заштитите здравјето на своето население и затоа верувам дека пред се одговорно, честно и човечки ќе се водат од носењето на одлуките од здравствен аспект, а потоа веднаш ќе се внимава и на економскиот аспект.